Се наоѓаме во најстарата и најискусната STEM академија во Македонија, која што постои од 2014 година. Во исто време се работи и за најдобрата STEM академија. Овде се изучува STEM образование, кое што е многу различно од традиционалното образование. А зошто оваа STEM академија е најдобра? Затоа што го има најдобриот STEM тим. Се работи за Space Walkers, кој што пред неколку години, поточно во 2019 година, во Либан го освојуваат најпрестижното признание, односно највисоката награда, второ место на светското првенство во оваа област. Тука сум со дел од Space Walkers, ќе да поздравам дечки вака сите со ред и ќе зборнеме со вас. Здраво, здраво на сите. Драго ми е што ве имаме во Добро утро секое утро. Ајде да почнеме со ред, вака ќе одиме најнапред вашето име и од кога си дел од STEM академија. Јас се викам Ведран и дел сум од STEM академија веќе некои 6 години. 6 години. Зошто се одлучи? Како дозна за STEM академијата и зошто се одлучи да се запишеш овде? Преку социјални мрежи дознав за STEM академија и имавме часови за упишување кај што се вчудив од работите кои можеме да ги направиме од Лего и затоа одбрав да се запишам тука. Сега изучувам EVA 3 Mindstorms и во неа научив за многу тимски вредности што треба да ги имаме сите и исто така за истражување на проекти, за презентации. Јас сум Марко Ангелов, дел сум исто така 6-7 години. Тука одлучив да се запишам, бидејќи од секогаш ме интересирале различни начини како работат роботите, тимска работа и така. Јас изучувам Mindstorm, исто како Ведран, различни механички принципи и електронски како работи роботот. Јас сум Петар и околу 5-6 години сум во STEM академија и јас во Mindstorm учам, да. И учиме за тимски вредности, за како работат машини, роботи и програми. Јас сум Мина Манасиевиќ, јас сум тука 8-9 години, од 5 години. Го дознав STEM од као што ствари во мојата зграда. Најпрвото место беше во мојата зграда. И мајка ми така биде исто на социјална медија и мислеше дека е одлична прилика. Јас исто изучувам Mindstorm. Тука научивме како уствари да изградуваме нови електронски роботи, да програмираме, да научиме да презентираме и како тимски да се снаоѓаме во различни ситуации. Јас сум Ева и веќе 6 години сум во STEM академија. Тука ние научивме за тоа како да изградиме еден робот и како да пренесеме силата од моторот соодветно за да можеме да решиме соодветни мисии. Исто така научивме како критички да размислуваме, да решаваме проблеми кои што ќе можеме понатамо да ги имплементираме во секојдневниот живот. Но пред се тука стегнавме многу добри пријатели, се забавуваме и заедно се дружиме на долго време. Јас сум Даниел, јас сум веќе 6 години на STEM, изучувам Mindstorm како сите други. Тука учиме што дефинира еден робот, односно што е потребно за да еден робот се класифицира како робот. Јас дознав од мојата другарка Мина, бидејќи она беше поискусна. Сум многу среќен што сум дел од овој тим. Здраво, јас сум Стефан Марковски. Одам на STEM веќе 8 години. Ја многу порано сега си играм со лего коцки и секогаш само ги молев мајка ми да ми купат лего коцки, бе молам. И открија после за STEM и ме запиша и веќе одам од тука, 8 години. Исто така изучувам Mindstorm, EVA 3 и тука научиме да научив јас како да играм роботи, како да програмирам, тимски вредности и да. Здраво, јас сум Александар Гроздановски, јас сум веќе во STEM академија 6 години. Јас дознав STEM академија со помош на мој другар ми Стефан, каде тој ни запозна со STEM академија преди тоа што заедно веќе се дружевме доста подолг период, за да ни интересира многу лего коцки, многу сакавме да градиме и да програмираме. И со самото тоа при доаѓањето на часовите ние успеавме да ги задоволиме нашите
нашиот интерес кон градење на различни роботи, изуми. Со тоа вежбавме како да можеме да се справиме со различни проблеми, но според мене најбитното научивме како да комуницираме со различни луѓе, тоест со различни возрасти, поради тоа што јас сум 18 години и од сите други членови од нашиот тим имаат различни години. Некои има 12, моментално сите не сме тука, но драстично се разликува таа возраст и поради тоа успеавме како да комуницирам со сите години, но највеќе и мене што ме интересира како да програмирам. Мина, што значи да се биде Space Walkers? Space Walkers значи да биде сложен, да знаеш да комуницираш со твоите соученици, да имаш почитување, да знаеш како да побраш за помош и како да им помогнеш на твоите соученици. Оно што можеби не повеќе горди е надпреварот во Либан во 2019 година. Тоа е најпрестижна награда која што е освоена во Македонија, така? Ајде да појасниме кој беше таму од вас? Либан во Либан се одржа светски надпревар во ФЛ лигата, во кој што учествуваат многу тимови од повеќе од 70 земји и таму ние супер си поминовме, се спријателивме со тимови од различни држави кои што и се уште комуницираме, си даваме помош едни на други. На надпреварот сите ги покажавме нашите дизајни на роботите, нашите проекти. Ева, како функционира вашиот тим? Што се правите и што значи? Дали секојдневно се сретнувате овде? Како функционирате? Па ние како тим претежно имаме определено да работиме, бидејќи во текот на работните денови обично сме зафатени и претежно работиме во саботи, но после часовите од училиште, нели, пополадне и вечерно време, ние доаѓаме тука на обичен час и ако ни треба да работиме за надпревари, нормално доаѓаме во текот на другите денови. Како Space Walkers, прецен битна е издржливоста што имаме како тим и да се сложуваме. Многу е битна комуникацијата, доколку некој, например, нешто не разбира, нормално да му објасниме. Ајде да го представиме најновиот ваш изум, можам така да кажам. Тоа е едно роботче, претпоставувам има име, така? Да, се вика Стеминатор. Што се прави Стеминатор и која е неговата? Стеминатор, неговата главна функција е, како што можевме да видиме претходно, да ги извршува различни мисии на масата. Неговиот дизајн го направивме со цел да го имаме во предвид македонското знаме. Затоа тој е најаќе црвено и жолто. Освен тоа, на него е идеално направен за неговиот тежински фактор, за да може да има идеална способност за движење, но и што е можно помалку да се изместува при различни движења. На него може да се додадат различни додатоци кои му возможуваат да прават различни мисии и различни способности. Како сте задоволни? Колку време го правевте и како сте задоволни како излезе? Ние го правиме, овој робот го правевме од декември и ние сме многу горди на роботот, бидејќи многу ни е убав ни. Како да Симпатичен. Да, симпатичен е. Го представувате на надпреварувања, но понатаму што? Ете, го представивте неудобно на еден надпревар, но што е иднината на Стеминатор беше? Така, Стеминатор? Да. Иднината е да може да освои повеќе престижни награди, како наградата во Либан, второ место. Како што гледате е со македонското знаме, и при тоа сакаме и самите додатоци да бидат со таа боја, но поради различни бои не можевме тоа да го возможиме година. Покрај тоа што изработувате роботика, се занимавате со роботика, се занимавате и со други дејности овде. Може ли да кажеме паралелно со што друго се занимавате во STEM Академијата? Да, во STEM Академија се занимаваме со изучување на основни вредности, како да работиме како тим, како да се почитуваме меѓу другите, како да се дослушаме, да дојдеме до иновативно решение, како на полесен начин да дојдеме до некакви решенија и сите тие работи. Дали е тешко да се оди на STEM Академија и да се оди на училиште? Не. Тука имаме многу обврски, но нас не е забавно всушност да ги извршуваме и затоа кога работиме
нашите обврски во STEM не умара и всушност можеме кога се одмараме од работи за школа да работиме за STEM. Што е оно што сакате да бидете, да работите кога ќе дојде моментот да се одлучите, вие сте се уште млади, дали вашата идеја и замисла е во оваа насока, во оваа област? Па да, главно е. Лично ти? Што би сакал да работиш? Па се уште не сум избрал, али најверојатно нешто електроинженер. Да, исто така, јас сакам да бидам електроинженер или програмер. Јас електроинженер. Во насока на некој STEM работи, да. Каде што можда на поише од научниот дел, туку на физичкото градење. На почетокот мене не ме привлекуваше толку градењето, но понатаму, така со годините, како што стекнувавме искуство, почна да ме заинтересира и повеќе се насочив кон програмирањето, па затоа би сакала ја да бидам програмер. Исто така и јас сакам да бидам програмер, бидејќи STEM академијата ми отвори многу врати и ми овозможи да научам програмирање, особено јазикот Python. Јас сакам да бидам инженер, бидејќи мене повеќе ме привлече градењето колку програмирањето. Јас сакам да бидам програмер, главно сакам да се занимавам со правење на вештачки интелигенција. STEM образованието и не е нов начин на изучување. Впрочем, во последно време повеќе му се дава значење затоа што во последно време самиот свет функционира повеќе на технологијата. Детето на 21-виот век бара, односно треба да поседува посебни вештини. Токму тие вештини се стекнуваат преку STEM образованието. Наспроти традиционалното образование, кое што технологијата, науката, инженерството и математиката ги изучува засебно во посебни предмети, STEM образованието ги сплотува во една целина. Во продолжение ќе зборуваме токму за STEM образованието во STEM академијата. Ви благодарам Жарко и Александра што сте во Добро утро секое утро. Жарко, некаде прочитав дека STEM образованието е потребно да се изучува уште од најрана возраст. Што значи? Да, STEM образованието, STEM вештините се потребни уште од најрана возраст. Меѓутоа, нели, семето не се сади кога има потреба, него се сади многу рано. Меѓутоа, и да се почне било кога е доволно добро, доволно баш на време. Што е оно што го изучуваме овде во STEM академијата, какви се програми нудите? Видете вака, STEM академија е една од најстарите, не една, најстара организација која што се бави со STEM образование тука во Македонија. Постоиме повеќе од 9 години и ние сме глобално STEM акредитирани. Така да сето она што е ново, најново трендови во STEM образованието, ние веќе тука го применуваме и заради тоа сме акредитирани. Она што ние како STEM академија го применуваме и што сме различни, не ги учиме децата само за STEM, значи STEM како предмет и сето тоа, меѓутоа правиме уште едно ниво нагоре каде што ги учиме околу оние меки вештини, решавање на проблеми, иновативно размислување, социјални вештини, критичко размислување и така натаму. Меѓутоа додаваме и уште еден дел кој што е повеќе поврзан со личен развој, како што е справување со ситуации, емотивна регулација, излегување од комфортна зона, поставување цели и така натаму. Се она што значи успех, можност за успех што му е потребно на било која индивидуа. Меѓутоа убаво е да се почне од дете, па понатаму како понатаму се развива. Низ оваа наша средба со вас, нашите гледачи ќе имаат можност да ги запознаат спейсвокерси. Кои се спейсвокерси и со што се можат да се пофалат? Значи, Spacewalkers е тимот на кој што STEM академија е многу горда, затоа што првично кога се формираше Spacewalkers, тоа беше во 2019 година за ФЛЛ надпреварот, First Lego Liga, меѓутоа не само оној успех што го имавме во 2019-та за каде што земавме награда прво место како национален шампион во Македонија, најФЛЛ фаци во Словенија и второ место во Либан. Ние исто така таа година земавме и награда на Светска роботска олимпијада за најдобра презентација. Така што имаме низ успеси на кои што сме многу горди, меѓутоа имаме учествувано и во годините наназад и на многу други надпреварувања. И ете, Spacewalkers е бренд на STEM академија кој што ќе го користиме за сите понатамошни надпревари.
Драго ми е што го слушам тоа, како нашето општество ја прифаќа STEM академијата и воопшто STEM образованието? Добро, кај нас се малце некако потешко оди, меѓутоа се во последно време се повеќе и повеќе се сваќа потребата од STEM образование. Ние нели тука во STEM академија имаме околу 250 деца и работиме не само со децата, него и со родителите, каде што објаснуваме многу работи кои што има потреба, нели, треба да се едуцират и родителите за да сватат што е тоа што се работи. Не е само склопување, играње со лего коцки, него има многу голем број на активности кои што лего коцките се само лепак, онака држење на фокус на децата, а у позадина се изведуваат многу активности кои што токму му помагаат на оние работи на децата пред се за да бидат успешни во животот. Ви благодарам. Ви благодарам на вас. Nice.